Проектот Елетре е започнат од идеја која во период од 5 години се реализира како комерцијален модел. Околу него многу копја се кршеа со оглед дека компанијата немаше никакво искуство во правењето батериски електрични возила, уште помалку во креирање спортско корисни возила. Затоа Lotus Eletre ќе се произведува во сосема новата фабрика во добро познатото место Вухан во Кина, а првите испораки ќе започнат од почетокот на следната година. Производителот тврди дека Елетре ги има сите традиционални карактеристики на Lotus, но со употребливоста што ја носи кросовер со 4 врати. Дали е така ќе се увериме кога ќе се сретнеме со него, но фотографиите покажуваат дека повеќе инспириран од италијанските пастови отколку од историјата на Lotus. Поставена на сосема нова електрик премиум платформа за електрични возила. Почетната моќност на Елетре е 600 конски сили во конфигурација со 2 мотори по еден на секоја оска, па спринтот до 100 км на час трае помалку од 3 секунди и достига максимални 260 км на час. Силата ја храни од 100 кВт-часовна батерија, а фабричките податоци велат дека според циклусот на мерење WLTP, Елетра има автономија од 600 км. Полнењето може да се одвива и со моќност од 350 кВт, што значи дека за 20 минути за каченост се добиваат 400 км возење, барем теоретски. Поради поставеноста на воздушното потпирање, Lotus Eletre најавува покрај удобноста и брзината, добри манири на лоши подлоги преку активната променлива висина, одлична динамика на возење и управување на сите тркала. За пазарите каде што е дозволено, Lotus ќе го испорача Eletre со камери наместо со надворешни ретровизори. Вградени се 2 лидарски уреди за автономно возење и самоприспособлив темпомат, а производителот тврди дека моделот е подготвен за целосно автономно возење со дополнителни лидарски сензори на браниците.